Здраво, другари, здраво, криптореволуција. За камерата што не е уклучена е крив се уште Славчо, затоа што па го забри 3 пати денеска дојде со друго коло. Така да, тоа е тоа. Идеме без камера. Гледам четворица се нешто налутиле и се откажале од ова. Другари, пишете, пријатна порака што е финтата или тие некои бракета му се уште живеат у некоја илузија дека крипто е измама, како еден што им беше пишал дека брата, какви си глупости вика од Иран, вика у крипто отиде. А не чекај бул маркет заради Иран. Не знам што да кажам, тука секој ден се појавува по минимум еден лудак, дигитален лудак. И си чекаме, братче. Ово денеска малку си полита. Значи си домисилети. Лудаците од 67 на 70. Бум. Трамп, луѓе, направи пепел со ова. И денеска има многу лоши изјави, брато. Иран, иако ги прават пепел по сите држави што ги напаѓат, ама на телевизија нема ништо да видите. Успешни се америчките ракети, успешна одбраната, успешно е се што е купено, се е успешно. Ама овие Иран, ја не знам, брат, и без тоа ностоп ги напаѓат и уништуваат се живо, постепено, значи, брат, ајде, финална борба, упат и тоа е тоа, имат капацитет, ама некако Перзија фул да се активира. Hormuz is the illegal US-Israeli military operations against the Iran ceasefire as well as peace and stability in the Gulf region are the fundamental prerequisites to keep the international shipping route safe and unimpeded. Parties need to work together to promote de-escalation and prevent regional turmoil from having a greater impact on global economy and energy security. Кина не може да биде сопрена во мало минимално успорување, али Кина дава фул подршка на Иран, тоа го збориме претходно. Night. And that night, the entire country can be taken out in one night. And that night Брато might be Трамп со tomorrow нуклеарки night. ли се заканува? The entire country can be taken out in one night. And that night might be tomorrow night. The entire country can be taken out in one night. And that night might be tomorrow night. All right, so that is terrorism 101. Trump threatens to take out, this is a quote, the entire country of Iran tomorrow night. Military planning underway. How do you take out an entire country? Now, we have the backdrop of the neocon mouthpieces that he says listen to, saying use nukes. We have Netanyahu's deputy, who's even more hardcore than him, and they're talking about using nuclear weapons and neutron bombs. I'm the only one, a week before the attack, 37 days ago, that said Israel has an arsenal of neutron bombs, every major country doesn't destroy infrastructure, but it kills even hundreds of feet underground in a giant radiation burst. Брато, Алекс Джонс со години го прават ненормален, али брато даде повеќе информации од 99% од новинарите на светско ниво. Даде доста информации, се уште е жив, затоа што си е нивната контролирана ција дигитална подкаст продукција и иначе до сега требаше да биде исчезнат. Не е лошо да се изгледа да видиме што мисли. У многу лоша верзија одеме, супер е за крипто, малку требаше да не лита нели сега за академијата. Денеска требаше да ги земеме печатите, али не ги земаме, утре у 9:30. И со печатите одеме да вадеме конечно сметка. Денеска не можеме да вадеме комерцијална банка, затоа што ги немаме печатите. Печатите се утре. Денеска поминавме кај нотари и сите ќе добијат мејл со договоро. Тие што не веруваат дека ќе се соберат луѓе, брачи, не верувајте. Тие што се смеат, ки мало крипто академија, ќе си ојдете до 17 години на работа.
А тие па што сами знаат да уложувале, ќе ве чекаме да се јавите пораки да викате: "Леле брат, хакнаваме, шо биде, леле, ќе се спасиме ли?" Така, другари, ако мислите дека знаете се, гадно се лажете. Така да скратете од кафе шеми и чуда и фантазии и полека нека академијата. И Франција, братче. Не знам таму сега Линко го избришава 129 тони или не знам колку. Не можев да го најдам Линко пред да го пуштам подкасту. Значи, јас сум ко Франција, целото злато сега го менам за биткоин, Ethereum и Cardano е на која цена? 6400, Ethereum на 2139, Cardano на 0,25 по 30% и Solana ќе земе за 5% и Ripple за 5%. Solana на суми си 1 и Ripple го немам тука. Ќе го земеме на $33. Ајде да видиме после 8 години дали си исплаќа тоа злато што сме усмирили. Иран, брат, требе, земи, имат оружје. Направи ги пепел да и дое на сите акъл. Иран не може да биде победен, брат. Може да биде предаден и да се инсталира нов, каже го, нели, режим што одговара на Америка, ама, тоест, Персија не може да биде победена ако Персија војува. Така да треба до сега да ги рокнат, имат доста ракети и чуда кои што не се пипнати. Денеска беше многу интересно, например, месенџерот не ми работеше како што треба. Например, ќе сликам и ќе сакам да пратам некоја слика директно. Например, сликам, отварам го месенџерот баш прескан слаб што сакам да му пратам некоја слика нешто. Цели едно 10 секунди немаше ја сликата. И после се појави. 10 секунди не е малку. И си викам, да не се и рокнали нешто друго, да не се дадели на телевизија. Значи, другари, ово ќе биде блага и широка. Кажав ви, и денеска да се опре, ово ќе има страшни последици. Али гледате, крипто си крчка. Крипто си крчка, позитивни се вестите, само шо ние другари со Иран и со тие трети светски војни и нуклеарки, тука е таа толку негативна драма, затоа шо сите луѓе се плашат, а Wall Street манипулира и овие берзите манипулират, нели? Истиот мобет бил што сум окажувал, али ја окажувам затоа што чекаме bull market, а bull market нема затоа што драмата у Иран е доста сериозна. Еве сликичка за позадина, че идеме тука вешката единица да не се потрошила. Малко на Кочански. Разбира Кочански беше. Значи, сад останува без невидливи стелт ракети по 30 дена удари. Иран продолжува да наплаќа $2 милиона по брод за минување на Ормуз и тоест наплаќа луѓе у јуани и у крипто. Значи, секоја недела бомбардирање чини повеќе од Америка од кој што губи Иран. Еден француски think tank веќе наречува троен неуспех воен, економски и политички. Брат, Иран страшно го навезе Трампчо, али мислам дека е заради тоа што го имат на тапет. Значи Иран го држи Ормуз, Иран ја држи нафтата, Иран наплаќа во кинески јуани, забрали се рабишат и крипто. Трамп постави 12 рокови, Иран ги игнорираше сите. Значи, замислете се уши колку ракетки и информации имат од Кина и од Русија. За предсудно да ударат дека сакат. Секој поминат рок ја прави следната закана послава, да се преговара, а сега значи да се преговара со одгубичка позиција, токму оно што Трамп се закал дека никош нема да се случи. Опција 3, да ескалира за да го отвори односно на сила. Веќе 35 земји молеа ова да престане. Нафтата скокна за $11 за само еден ден. Најголемиот енергетски шок од 1970 година. Ово си има последици, братче. Храни, мрани, чуда ќе литат. Не знам што ќе јадеме.
ќе одеме по селото да се молиме да ни дадат храна. Целосна ескалација ризикува регионална војна да стане глобална, а Иран веќе предупреди дека Ормуз никош нема да се врати во порнешта состојба. Замислете си. Особено за Америка. Замислете си ја изјавата. Трамп рече, значи Иран е суштински уништен, утре са бајле. Ден 38 Иран наплаќа $2 милиона по процент за минување низ воите до ОРО. Нема опција 4, нема чист излез, единствено што во моментов заработува Иран. Значи, другари, многу интересни драми очекуват, а тука уште поинтересно има. Значи, американците да пратат да загинат 12 специјалци од најелитните редови за еден пилот, тука нешто не држи вода. Пилото го извлечот со хеликоптери, а не со оваков вид на C-130. C-130 има верзија со топ да кружи и да дае подршка, да. Ама да слетува, иако нели имат го дизајнирано, може на кратка писта да слета, не држи вода, значи тај можно е пилот и да не е постојал, ција удара дезинформации и тука се пробали да извлечат ураниум. Што е многу интересно, замисли си да упаднат. Не знам дека е тај цијаш што збореше на оваа тема. Пази го Путин што збори. Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, душ меня простите, это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. Чуjem како преведели видеото. Работе. Значи Иран ги исполни сите своји обврски според познатата нуклеарна спогодба, сите. Потоа тогашниот американски претседател Трамп еднострано одлучи да се повлече од договорот, додека европејаните велеат да, лошо е што американците се повлекоа, но вие иранците морате да ги исполнувате се. Ово не го добро предело. Извинете, го звучи малку грубо, ама па што, треба американците да исполнуваат, краток контекст. Ова е дел од Путинов коментар за JCPOA, заеднички сеопфатен акционен план, нуклеарен договор со Иран од 2015. Тој критикува Америка, особено Трамп, што се повлече во 2018, а Европа што продолжила да бара од Иран да се држи до договорот како друга страна сад веќе не е дел од него. Видеото нема никаква врска со нафта, газ или плаќање во соја, тоа е чисто за нуклеарната тема со Иран. Ако тогаш, да. И преведе го, гледач, доста интересно. Тука нема што да го преведам ово. Додека цел свет си ваде очите, гледај ги Кина, братче. Гледај 2008, брат. Гледај 2020. Замислете си, сега сме 2026. Човече. Ево е интересно тука. Значи Иран напад на американски воен брод, принудувајќи го да се повлече. Хеликоптерскиот носач и амфибиски брод на американската армија со над 5000 морнари и маринци на брод беше нападнат од Иран, пошто беше принуден да се повлече длабоко во јужниот Индиски океан. Соопшти корпус на исламските револуции. Значи овие бродови, брат, значи више се една обична мета. Може да се силат на
послабите држави, ама Иран со оружје и навигација од Кина и Русија. Замислете си во Иран, а како Америка ќе се бори против Русија и против Кина, замислете си. Како Америка ќе се борите против БРИКС, сите држави. Значи нема шанси. И сега тука одеме и Кина и Русија нема толку носачи, нема толку за хеликоптери, овие кажи ги бродови, ама имат подморници. Сега сваќате ли ја улогата и предноста на подморниците? Така да вие тука подвижни мети на американците треба да ги пензионират. Или да ги направат да може да се нурнат. Тука гледаш овика сега. Гледаш што напишав ја. Значи вика, американската армија изгуби 12 авиони за време на операцијата спасување на пилот. Чекај, јас погрешно прето сум прочитал. Значи 12 авиони, а не 12 специјалци. Значи оно преходното дека сум го прочитал било фейк информација. Значи 12 авиони. Не е можно да не се изгубили нешто. Не е можно да не се изгубили таму. Чекај, па пред тоа бев прочитал 6-7. Значи, можно е тие да се тие. 6-7 војници да се изгубени, тоест да се загинати со овие 12. Значи, 12 авиони за еден пилот, тоа ми е science fiction. Значи, американската армија изгуби 12 авиони за време на операцијата спасување на пилотот. Вистинска цел била неуспешен опит за да се преземе контрола врз обогатен ураниум во Иран. Го користи изговорот спасување на пилот за да го прикрие тоа. Постојате од акаунт Russian News, кој често објавува проруски антиамерикански содржини. Ова изгледа како необразучки или пропагандна вест. Во моментов нема неизвестна потврда за губење на 12 американски авиони во Иран. Грокчо, ти проамерикански преведуваш. Има уништено авиони доста. И многу повеќе од 12. Леле, овие браките. Ја кажав, бегајте од Австралија. Колку се радувам, брат. На Австралија, брат. Англиската сатанистичка колонија. Толку ли, брат? Значи, Австралија сигнализира следниот глобален бранд на ликвидност. Австралија воведе пакт за подршка од 1 милиарда долари. Тоа го прочитав и преходно за обесценените заеми за заштита на бизнисите. Братче, не може да ги заштитите бизнисите затоа што не сакате да ги заштитите бизнисите. Овие Израел не прекинуваат, брат. Шо удрија тука? Па сега, брат. САД и Израел спроведуваат интензивни бомбардирања на иранскиот петрохемиски комплекс Южен Перс, Саут Перс, кој учествува со 85% од производството на овој сектор во земјата. Штетата е огромна, но комплексот се протега на 54.000 хектари и би биле потребни многу денови на постојани и тешки бомбардирања за да се постигне неговото целосно уништување. 54.000 хектари, човече. Брато, ово не може преку ноќ да се поправи и ќе отидеме у страшна криза. Сепак загубите секој се во ранкот на десетци милиарди долари во уништена инфраструктура. Десетци милиарди долари, брат. Значи, храната ќе отиде у облаците. Австралија... Што збори, брат? 30% higher than Easter before. In Melbourne, this service station is selling fuel 20 cents higher than others. It hasn't stopped the regulars from dropping by. With the big fish, we Ово го гледав видео. Ке плаче Австралија, брат, некој. Че да го видиме ова. Ке мене YouTube е целио не е монетизиран и
Замислете се, снимам ги видеота и брата е не ми се веќе монетизирани, затоа што нешто се активирало, што не треба погрешка и тоа е тоа. Значи, квантом компјутер, што? Quantum computer will not break Bitcoin mining. Ја ви кажав, тоа е чисто колку да прават драма. Исто имам обете. Не може, брат. Ово е интересно. Сестро златна. For what's going on here. And На англиски извориш. today more than ever, we need your support. Леле, што напиша, брат. Ке ме разберали. Преведе го видеото. И оно го преведе. Оп. Еве превод на видеото од твитот клипот на Марија Корина Машадо. Превод на македонски. Би поддржала употреба на биткоин и криптовалути, но конкретно биткоин како стратешка резерва на нацијата. Машала. Останатиот дел од клипот, чекај, овој ја и пред кога го имам гледано, не знам дали го има објавено. Останатиот дел од клипот според контекст со слични изјави продолжува со објаснување дека биткоин бил табла за спасување, лайфлайн за венецуелци за време на хиперинфлацијата, контрол на капиталот. Луѓето го користеле за да заштитат заштедите, да префрлат пари без државна контрола и да финансират бегство од земјата. Таа вели дека биткоин еволуирал од хуманитарна алатка во средство за отпор против авторитарни режими, бидејќи диктатурите го користат финансискиот систем за контрола и плячка на резервите. Сега во пост-Мадуро Венецуела, биткоин може да стане дел од националните резерви за да се врати суверенитетот и се спречи кражбата на богатството порано. Значи ќе треба и Македонија. Краток контекст на македонски, видеото е дел од нејзината изјава, интервју, веројатно од Human Rights Foundation или сличен настан, а не директно од ЦРВ, каде што зборувала главно за нафтата и приватизацијата. Постот на твитот го интерпретира како предлог да се продава нафта за биткоин и да се гради огромна национална БЦ резерва, што би ја направило Венецуела многу богата, слично како Ел Салвадор, ново поголем обет поради огромните нафтени резерви. Замислете си, братче, почни да се смеат на овие теми за биткоин, а брат погледни кој оваа ција што ја постави, вика да продават, брат, какво? Да продават нафта за биткоин и да градат резерва. Бе, армолепци, како бе, брат, на овие треба, не знам, телевизор ли да ја поставам на тамо на сред река и да ја пуштам со превод на македонски што се случува во тај свет. Овие кои живеат у пештерата, брат, тука. Гледам ги цел ден седат мобетите, не сум тип што слуша мобети од маса на маса, али мобетите се мобетите се страшни, брат, страшни. Оговорање и тоа. Еден да кажеш нешто, да му се нарадуваш, да рече нешто за бизнис да се прави, брат. Страшно, брат, страшно. Ова го направи Пепа. We all Forward answer, yes or no? support and defend the Constitution of the United States. You know what? Proud. I'm not going to waste my time anymore. You're not worthy of my attention or my questions. You're an embarrassment to this country. You're unfit to lead. And there's been bipartisan members of Congress that have called for your resignation. You should just get the hell out and let somebody competently lead this department. Mr. Chairman, do we not have any decorum in here? Thank my time. Gentlemen, yield. Жестоки дебати има во американците, што си мислат еден за друг. Али светот иде у курац. Of the C-130 that was involved with the whole rescue effort. So they're covering that up. They're hiding the casualties. This is I call this deja vu all over again. During the Vietnam War, when pilots were shot down and had not been immediately captured, we would send out
the combat search and rescue teams. Значи, брато е, More often than not during that, ате, 6 плюс use troops dead in the cover up. intense Значи, combat on 12 kill to save one. those crews I get said- lost. So just trying to save one guy, you'd end up getting 6, 10, 12 others killed. And that's what happened yesterday. Значи, оно што видов вчера беше американскиот, чекај да не ја сбркало. Оно што го видовте вчера беше американската. Значи, чекај се, брат, тука се 6 плюс загинати тие најзаеманите Team Seal 6 или ренџерите. 12 kill to save one. Оно што го видовте вчера беше американската Command Search and Rescue, борбена потрага и спасување. Сила, како правиш нешто наистина екстраординарно, тие извршиат дневна спасувачка мисија, што ние го нарекуваме Rescue, за да излечат еден член од екипажот на F-15E, кој што беше соборен на Иран. Ово не беше лесна работа, тие мора да користат специјални сили. Значи, измал Deception Tactics, десетци авиони, и на крај за да спасат еден човек изгубија многу повеќе. Според информација, добро, мотото на Америка е никош да не остават некој зад линиите, али тука нешто е доста чудно. Значи, според информација што ги имам уништени се 2 MC-130 транспортни авиони. Два UH-60 Black Hawk хеликоптери, тие се другари, најнапредната верзија, што се безчујни, може да лажират, нели, да пуштат и звук, али може кога у full mode улезат у борбена задача, можат да бидат без звук. Плюс веројатно 4 MH6 Little Bird, малеј. И можем уште еден А10 War Dog, тај А10 100%. На мен видеото ми го избриша, 100% гледав како го бутна, пошо беше доста ниско. Тоа е валјда со некој нов тип на ракета го срокаа. Тоа е огромна загуба, вредноста е стотици милиони долари и најлошото имаше најмалку 6 американски војници загинати. Веројатно од падот експлозијата на еден од C-130, значи C-130 нема катапулт, нема такви седишта, мислам, што се еджектират, така да таа е доста стар авион и официјалната приказна е дека се поминало успешно и дека само го спасил пилотот. Но ова многу подсетува на Виетнам, кога за спасување на еден соверен пилот често гиние 6 до 12 други луѓе. Значи, американските сили на крајот морале сами да ги уништат два тие МЦ-130 на земја, за да не паднат во раците на иранците. Чувствително опреми технологија, значи тоа се... Јас извинам, ама излава... Два дена подред да се видел со некои луѓе со тровеја од цигари, додека сванав колку е саато, грлото ми се затна. Алекс се оправа. Тоа само исплукам со извинени храчки и сум окей. Вика за не па, значи луѓе оваа збореме за може и милиарда да коштат тие сите тие авиони, хеликоптери, за тоа што е најаката технологија, брат. Тие не упаѓат со нешто обичен авион или хеликоптер. Беа спржени на земјата, значи замислете си каков вид на експлозив користат за до тај степен да уништат се, да не остане никаква технологија. Ово е цијаш, братче, така да сигурно знае многу повеќе од било кој. Клучни точки од целото интервју. Џонсон тврди дека официјалната верзија на Пентагон е лажирање, прикривање, cover-up. Спасувачката операција била хаотична и скапа. Иранците покажуваат снимки од орнатите C-130 Black Hawk, додека сад велат дека самите ги уништили поради механички проблеми. Тоа е споредна ситуација со историски неуспешни спасувања како цена. Овие четворицата може да се откажале, да се избришале работи, нели не зборам за крипто, а уствари не сваќа дека ние ово треба да го пратиме, додека не заврши драмата, утре се бајале bull market. Утре се бајале bull market, брат. И тоа е тоа. Че, зашто толку малку... Кина и Русија моментално највише помагат на Куба, таму се увија у страшна криза, брат. Значи, owning 0.28 Bitcoin puts you in the top 1% of Bitcoin holders. Другари, замислете си да имате 0.28, братче. Јас зборев, ама никој не слуша Иво Ново ли или не? And Mark Rutte, he's a great person, but he's got, and you know, it all Леле, ова е began пак with, крана на кај you want to know Гренланд. the truth, Greenland.
we want Greenland. They don't want to give it to us, and I said, bye-bye. Okay, thank you very much, everybody. Thank you. Брато реши да взима сеживо. Леле, па нова драма со Гренланд, че не е завршил таму. Која беше, раче? Ballroom. Why is everybody? What we should do is have Vice President Vance tackle him, take him to the basement of the White House, that new bunker they're building under the ballroom. Why is everybody building bunkers, by the way? I mean, Why is the cabinet living on military bases? Do they know it's coming? Exactly. You know, tackle Trump, put him in the basement, let him watch nonstop videos of how great he is, and then Vance, get us the hell out of this. Because this is on the verge of being World War III and a disaster we will not be able to recover from for a generation. The entire Bro, what the fuck? Значи, халдазмо, како ти импактиран Биоман Бридж. Ма, тука милиарди одат уштета. Гледај колку удрија, 2, 3. Многу ракети удрија тука. И сега гледаше колку ќе паднат. Е, добро е, ајде колку slow motion ево. Тете уште 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мали. Многу повеќе удрија ракети. Ама гледа со колку многу ракети, бе. Не е една, туку ова многу брат ракети. И уште чека да види, ова многу шо ракете, ова доста големо беше. Лей. Ова е Трампчо, брат. Where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge went. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay, don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. And within... Изгледа овој мост. 10 minutes after I gave that order, that bridge was over. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country is to utilize the... Значи, ова е музеевен мод. Шо? Service for 18-year-old men, it could become compulsory, and they are now putting into law that all fighting-age men up to the age of 45 браке, are шо going така? to have to ask Германија ќе седат, па ја ќе permission кажат да to leave бегат. the country for more than 3 Пасуши months. земате ли? Супер, ќе седат да се борат за Similarly, are going Германија. to be introducing voluntary national service. This summer, they'll pay people for 10 months. And you think back to Rishi Sunak and his plans for voluntary national service and how Колку people македонци sort имаат of германски пасуши, derided ќе треба да him, седат да but се you борат за do другари. wonder whether ultimately this might
Ја ви кажав, бегајте од Германија. Мале, гледа колку ова е. Бро. Че, баги авиони има тук. Ово као термити ли, брат, шо бомба е ово до тај степен да ги уништат, ле. Пепел е направено, брат. Замислете шо специјални бомби се тоа, до тај степен се живо да спржат што се останале од тие авиони, за да не падне технологијата у раците на Кина и на Русија. Гледај. Ништо не е останало, брат, едно чипче не е тука. Доста јака технологија. И иди га во. И Франција пале се плеска. Ле, братч. Во од сега ли? Чекай, во сега ли? И шо, братче, со ово ќе постигне шо крши. Не, уште појако ќе види у Европа. Австралија се распаѓа. As Iran burned, the value of Australian shares melted before our very eyes. Stock market was on track for its worst day in 5 years. $130 billion wiped early, hitting superannuation balances. A late rally eased the red wave slightly, but petrol stations in some parts of the country have started running dry as the price of oil takes off. Tonight, the warning, inflation is set to spike again, inflicting even more pain on every Sydney household. Почнаа да пијат и сокче плюс. Не, они каква криптоакадемија, какви глупости, брат. Супер е. Гледај ги од дека. Април 2, 2026. Around 50 African descent teenagers storming the store, smashing, looting. И шо? Еде го, брач. Ово е... од друг агол ги имам гледано видеото. Значи, ово е, замислете си, брат, Америка, Австралија, ево. Научено да не работи, да краде и која иднина има со таа младина Австралија и Америка? Која иднина ќе имаш ти со ово? Хорор. Хорор. Шо? Ево, не може да го покажам, ќе ми блокират видеото. Ово не сум го проверил. 4,000 Marines? They're not really scared. You think the Iranians are scared of 4,000 Marines? They're not scared. I mean, the Iranians said, please bring them. Because 4,000 Marines, no matter how well trained they are, have zero combat capacity when it comes to meaningfully affecting the outcome of this battle. Другари, си го гледате сега да не ја тупам, а ово беше многу лошо. Ова промислев дека не е вистинско видеото. И се уште не е. Брат, ова не е можно да е вистинско. Чувај. Кој беше објавил нека голем медиум, брат? Тоа ми е деактивирано за да го прашам. Јеби ga. И дека ти даде толку доле. Нека пише некој, брат, дали може да го провера ово. Не верувам, нема шанси, ти свето ќе го запалат, брат, ако дозволат да го ризикуват бебето да го дојароват. Лос Анџелес, другари. Шо иде? Блокираме. Значи, замислете си го Лос Анџелес, гледајте, брат.
Лос Анджелес GDP 1,3 трилиони, Чешката република 120 милиарди. Ама овие носат наша ДНК. А овие тука сите изроди идеја и се намножија. Значи, ќе биде интересно. Значи, Dubai International Airlines under massive Indian. Evo je Iranian drone attack this morning. И ovo sam ispuštilo. Ще го не ли беше пред некој ден, бе? Или ова е нов напад? Human smile, овие добро што ги апсат. Чекай, имаш и други информации, зар ми ќе знаа? Значи, Justin, Fidelity Investment say money is shifting from gold to Bitcoin. Па не, ке те лаш. И шо? What the fuck? Ево е врв. Пошо, нели, кога ќе испукаш и треба шо побрзо да ја напуштиш позицијата, да не те удрат, така да многу добро. Шо е нема за... шо? Зашо нема повеќе информации за крипто? Шо е денеска ден? Шо? Заеб тоа старо видео само да не ме блокират. Ова беше интересно. Можете да видите детонаторски каписли. Овде можете да видите експлозив, посебно пакован, херметички затворен. Можете да видите детонаторски каписли, посебно pripremljene i upakovane za transport, kao i detonirajući štapin i pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva i za izvršenje diversije. Otkriću vam detalj iz istrage. Po oznakama na eksplozivu nedvosmisleno se vidi da je proizvođač, to je da je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li će sada neko da kaže da možda u ovom momentu Sjedinjenim Američkim Državama odgovara ovako nešto? Луѓе, крипто канал, али братче, треба да ги следиме драмите. Ја ви кажав, на Балкану следува страшна драма и за малку да почнеше. Значи, брат, шо седиш ти пред компјутер и збори за геополитики и нешто се правеше аналитичар? Кажав ли ви? Ние сме буре барот и у Прва и у Втора светска војна. Гледајте шо можеше да се случи за малку. За нас криптото е окей, другари, да се случи војна и да продолжи со Иран и Кина и Русија. Јас си пратам, братче. Пратам и си снимам. Нас е битно дека после 4 години, после 8 години, ово чудо ќе е на други цени и секој што си унатре ќе си има бенефит. Ние не можеме да ги спречиме овие работи. Али треба да ги следиме и да инвестираме. Значи, гледајте за малку да се случи хаос на Балкану. И ова е добра сликичка за да си имам така. Много јака сликичка. И чека да преведем ово и завршуваме. Народо само го интересира за крипто. Супер, ќе дојдете у академијата, другари. Ќе дојдете. Ќе дојдете ќе си правиме вет. Иначе ви превод. Можете сами да си ги преведувате веќе работите. Значи, повеќето луѓето мислат, декојте тоа. Повеќето луѓе мислат дека нафтата е само нафта, но во реалноста квалитетот на нафтата значи, еве разликата, американската е 40,
API лесна и лесна за рефинирање. Значи, иранската е 3.4 API, руската е 31, Венецуела е 8.12. Густа речи си како катран. Мали, значи гледате која е најквалитетна. Квалитетот на нафта е колку е повисок API, толку е полесна нафтата. Толку е поценета. Значи, гледате ли, братче, Америка шо зема си ја Венецуела. Лили, ова америчката е, брат, многу... Значи, полесна сурова нафта, поевтино рафинирање. Повеќе бензин, дизел и авионско гориво. Повисоки маржини на рафинирање, тешка сурова нафта, значи комплексно рафинирање, повише се повод дека одидоме. Повисоки трошоци, помали профити. Затоа геополитика на нафта не е само за количината на сојот, туку и за квалитет на суровата нафта. Краток коментар за точност. Вика, овие вредности се приближно точни според стандардни подаци ИЕ, Global и слично. Вити са околу 39-40 API, лесна свит нафта, Иран Лайнт обична 33-36, Русичен Уралс околу 30-32, средна, Венецуела многу тешки сорти екстра хеви, често по 20, а некои оринико појаси дури 8 до 12. На вистина густа како треба, сликата со стаклените изнамињата визуално добро ја покажува разликата со вискозноста, густината, течливост, ако сакаш пријатно, брат, ова доста интересно. Доста интересно. А за крипто нема ништо. Чека, ова не е. Гледай се кријат. Ова е зверјавате, ова е старо видео. Ова ново е. Чекай да не ми заради музиката. Ова е фактички не можем да ја покажем музиката, затоа може да ме блокирате. Значи, ова е New Iranian Lego Movie just dropped another top level trolling and expose. Овие иранците си го играат. Курда шак се играат со извинени со американците. Чека да не ме рокнат нека блокада, брат. Ама нема ништо за... И шо... Туркија will block 4 hypersonic can easily defeat that S7 out of 3 air defense system. Шо извадио и турчаците. Значи, ово беше... The ID card of Major Amanda M. Ryder of the US Air Force was found on the C-130 destruction site in Aswan, Iran. Тешка работа да ви на специјални мисии не дели таква карта, али можно е да се случи грешка. Herbit 2 residency permit from Israel was also found. Ово некако много science fiction. Машовата жената не е за тука. Гледа дистракцијата. Чекай, тоа за газа ќе ме блокират видеото. Ова е сит фразата што ја наде. Ова што е така Global American Empire. Што збори врто. Is not going to continue. The point is that it's the end of something. Whatever that religion is not going to continue.
It just won't. Because it's a lie. And so it will end, as all lies do. It will be revealed as a lie, as all lies are. And so you're watching the end of the global American empire, the unipolar world, that was great, by the way, while it lasted, but it's over. And you're watching the end of whatever American Protestant Christianity, one of the greatest and most positive forces in the history of this world, whatever it became after the Second World War, which is something unrecognizable. The point... Другари, не ви се гледа овој филмови, геополитики, што се правам ја експерт као Демек, али, брач, ние си пратеме. Ние си пратеме, ке ни треба за академијата, дека треба да се трупа, брач. Мало ми одговара да падне на 51 и да ги повлече сите алткоини, дека криптоакадемија се отвара браките да купат на поевтино. Али, другари, тука одеме чао. Чао, утре треба да станам со Славчо дојме да земе печатите, да јаве до сметководителот да видиме што друго треба, а да, со печатите и сметководителот там потврда што беше, треба да се иде у комерцијална банка, да се изваде сметка и да ви пратиме договорите и да ви покажеме таму тие на Дискорд канали чуда. Планираме да пуштиме, пишете коментари да пуштиме и еден ќе пуштиме сега, ќе пуштиме некои интересни работи. Ќе има и за оние што не се на академијата, за академијата ќе се бесплатни, ама ќе има и за тие што не се на академијата, ќе пуштиме некои работи на Дискорд да се пратат, да, ќе се плаќат, да речеме, ама ќе си имате бенефит. Пошто верувајте, да речеме $5 на месец да се пушти нешто на Дискорд интересно за тие што не се у академијата, да си чепкат информации на телефончето, пошто ние треба да плаќаме сервери, треба да плаќаме чуда. Треба да плаќаме вештачки интелигенции, треба да плаќаме дрн-дрн, други таму работи да не ги кажувам и фактички $5 е ништо за да се плати, за разлика некои што наплаќат по 40, по 50, по 100 за некакви си инсайдерски таму информации, кликбейт таму глупости трейдови, значи $5 за разлика од некои што наплаќа од 40 до 100 до 200, ние ќе наплатиме најмалку 5. Најефтино ќе биде за да си копкат луѓето информации проверени, кој сака на Дискорд, имате бесплатен вебсайт, имате бесплатен YouTube, ке онадувам, ама затоа што си сакате нешто екстра, Славчо што ви спрема, проверени инфо, читкате си ги и се надоградувате и фактички си тражите среќата со информации да станете богати. Плати, па знаете кој вика. Клати. Чао.